Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бременост е период во кој што идната мајка е соочена со многу прашања и грижи за своето, но и здравието на се уште нероденото бебе. Пожелно е таа да биде психофизички подготвена за сите фази од бременоста, чинот на породувањето и негата на бебето, а тоа најдобро се постигнува благодарејќи на работилниците за трудници. Токму за една ваква работилница денеска ќе зборуваме со доктор Маја Ангелеска, специјалист педијатар од Санте Плюс. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Ви благодарам на поканата. На 16 декември ќе се одржи една работилница за трудници, која што ќе биде предводена од специјалистички тим од Санте Плюс, на која што идните мајки ќе може да добијат многу одговори на прашања поврзани со бременоста, породувањето, доењето, негата на бебето и така натаму. За кого конкретно е наменета? Дали за првородките или пак можеби и за жените кои што, односно трудниците кои што имаат деца, но ете, можеби не го доживеале очекуваното посакувано искуство на породувањето? Оваа работилница е наменета за сите идни мајки, жени кои планираат да станат мајки и брачни парови, секако не мора ни да се брачни, меѓутоа парови кои планираат во иднина да имаат потомство. Без разлика дали се првородки или повторна бременност, искуствата се менуваат, годините поминуваат, значи секој искуство е различно, така да секој совет е добре дојден. Дали тоа значи дека се добре дојдени и татковците, идните татковци? Секако, да, и татковците. Менталитетот е многу поразличен од порано, од минатото. Татковците се многу позаинтересирани, повклучени се во се што ја очекува жената во тек на бременоста и понатаму во негата на новороденчето, значи сакаат да бидат вклучени во секој сегмент. Како ќе биде конципирана работилницата? Зашто се ќе се зборува? Кој се ќе им се обратни трудниците, односно ќе им даде информации поврзани со бременоста, породувањето и негата на бебето? Оваа работилница, значи ќе биде прва од нашите идни работилници. Ќе имаме и каравани низ кои ќе поминува низ повеќе градови од Македонија. Ова е првата и преголема е заинтересираноста, можам да кажам. Ќе ја водиме тројца доктори од Санте Плюс болницата. Значи тоа е доктор Лидија Палашевска, анестезиолог, доктор Елма Абдула Хасанаговски, значи гинеколог акушер и јас како педијатар. Ќе ги офатиме сите аспекти, значи што би ја очекувало жената во тек на бременоста, за време на породувањето и после породувањето, значи кој ќе се соочат со новороденото. Така, средбата со бебето, ние денеска ќе зборуваме за тој аспект, бидејќи сте вие педијатар, е многу посакуван момент, но голем дел од жените се подготвени за бременоста, бидејќи читаат, се информираат за неа, па и за самиот чин на породувањето, информирани се за спинална анестезија, за епидурална, но не се подготвени за она што потоа следи, за мајчинството и сите предизвици што ги носи. Така што би започнале еве од тука, што е тоа Апгар скор? Каква е таа оценка со која што се оценува бебето веднаш после раѓањето? Значи, Апгар скор е оценката која што му се дава на новороденчето веднаш по раѓањето. Првата минута и петата минута. Таа ни дава една проценка за моменталната состојба на новороденото и кои постапки треба да се превземат. Значи, дали му е потребна хитна медицинска помош или да станува збор за витално новородено. Доколку оценката е над 7, значи тогаш веќе е релативно добро новороденче, меѓутоа под 7 бара хитна медицинска помош. Апгар скорот, лошиот Апгар скор или нискиот да кажам, не значи дека понатаму би имало ефект на здравието, понатамошното долгорочно здравје на новороденото или неговата психофизичка состојба, однесување, интелект и така натаму. Ни дава само моментална состојба, значи во која здравствена состојба излегува новороденото. Тука се гледа, значи, прво кожата, бојата на кожата. Веднаш гледаме дали е како што треба да е розевкаста боја, дали е модро, дали е бледо. Понатаму пулсот, респирациите, значи дишењето, рефлексите кои што ги имаат новороденчињата и тонусот на мускулатурата. Дали е тоа во некој хипертонус стегнато или е лабаво, омлитавено. Значи ова ни дава една
генерална проценка за неговата состојба и постапките кои што следуваат. После 5 минути повторно истата проценка се прави и според тоа се гледа дали понатаму треба да има некоја нега или веќе новороденото почнало да се адаптира. Многу мајки се плашат во текот на породувањето бебето да не голтне од плодовата вода. Зошто е тоа опасно? Што може да се случи? Значи, после или да раѓањето, аспирира, да вдиша. После раѓањето, значи се случува тоа, доколку е позначително, не им правиме аспирација нормално, да им помогнеме да се расчистат малку дишните патишта, меѓутоа тоа е нормална појава, многу честа и најчесто таа течност сама си се ресорбира, зависно од самото новороден. Значи нема правила, на некој им треба пократко време за адаптирање на новата средина, некој подолго и според тоа, како што кажав, Апгарот ни е проценка за тоа, ние превземаме соодветни активности, медицинска помош со која што би им олесниле адаптирањето на дворешната средина. Така, кога бебето ќе дојде на свет, пожелно е веднаш да биде поставено на кожата на мајката, да има контакт кожа со кожа. Зошто е тој контакт? Да, тоа го практикуваме секако, доколку е мајката во свесна состојба, зависно од начинот на породување, нели? Најчесто кај нас се свесни, значи тоа е со епидурална или спинална анестезија, обезболување, меѓутоа мајката е свесна и присуствува фактички во цело време на породувањето, доколку е царски или сеедно доколку е спонтано породување. Битно е за да се воспостави контактот веднаш со мајката. Значи за полесно доење понатаму и така да, зависно и од состојбата на новороденчето, веднаш го поставуваме некој краток период да се помирисаат, да се оствари тој контакт и така. Доењето е многу важен сегмент и за здравјето на мајката, пред се за здравјето на бебето, бидејќи преку мајчиното млеко тоа може да ги добие сите имуноглобулини, односно заштита имунолошка, поради неразвиениот имунолошки систем на новороденчето. Сега, доењето е природен процес, природна работа, но е проследен со многу предизвици и многу проблеми. Колку често мајките не се подготвени за она што следува со доењето? Пак е тоа индивидуално, ќе кажам. Значи, пожелно е да секоја мајка која што има млеко да го дои своето дете, меѓутоа не треба, по најнови испитувања на сите конгреси, семинари, значи кажам дека не треба да се врши психички притисок и тензија врз мајката, дека таа мора да го прави тоа и дека не е добра мајка ако не го дои своето дете. Да, мајчиното млеко е најздрава и најдобра опција за хранење на новороденчето, меѓутоа сепак се зема во предвид и мајката, нејзината состојба, затоа што тоа не е така едноставен процес, поготово на почетокот, значи тоа треба бара големо вложување, посветеност на мајката, болно е многу пати, значи додека се воспостави лактацијата, има период на адаптација во кој што мајката стварно дава голема жртва. Мајчиното млеко е богато со имуноглобулини, поготово првото мајчино млеко, колостромот, кое што е пооскудно количински, меѓутоа е богато со имуноглобулини. Меѓутоа, доколку не постои можност за доење, некои мајки немаат млеко доволно, некои почнуваат веднаш со работа, па почнува и доење и дохрана, значи тоа зависи и од самата мајка како ќе се одлучи. Ние ги поддржуваме како и да сакаат, да одлучат, значи им кажуваме што е предностите на мајчино млеко, меѓутоа доколку се одлучат дека сакаат да го хранат со адаптирано млеко, исто така им даваме насоки како и тоа да го прават. Во однос на негата на новороденчето, што е најважно? Колку често треба тоа да се капе, да се бања? Тоа често ни го поставуваат како прашања. Некои доктори препорачуваат 2 пати неделно, меѓутоа сепак хигиената не е една одмет како порано што си правеле, значи така, секој ден. Така, постојано се менуваат. Секој ден да се бања, значи штета од хигиена немаме. Меѓутоа додека е папчето, се плашат папчето не му е паднато па да не се измокри, значи тоа не е проблем, се додека не се потопува во кадичка бебето, значи првите денови треба да е на рака, наведнато и со потурање на вода, значи колку што може да се заштити
папчаникот, после тоа убаво да се истапка со сува пелена или газичка и да се остави малку да се исуши и со хидроген или со алкохол да се исчисти тој дел околу папчаникот. Значи бањањето би требало да е секој ден со вода или и со неутрално, pH неутрално шампонче, сапонче кој што ги има во козметиките за новороденчиња од 0 месеци па нагоре. Каква треба да биде негата на пеленската регија, односно на чувствителната кожичка која што се наоѓа под пелената и многу често се иритира, особено во првите денови по доаѓањето во домот, бебето се вцрвенува и мајките се збунат. И на работилницата дали ќе може да добиете и такви информации поврзани со најчестите проблеми со бебешката кожа? Значи на работилницата ние секое прашање кое ќе го постават ќе им одговориме, колку и да изгледа чудно или смешно од нивна страна, значи ние сме тука да им одговориме, секое прашање е добре дојдено, се што им е дилема, така да и ова ќе го споменеме. Пеленската регија е значи осетлива регија и тоа треба најчесто, значи во првите барем 6 недели да не се користат влажни марамчиња. Најдобро е да се измива, затоа што марамчињата содржат значи адитиви, парфеми, хемикали кои што може да ја надразнат бебешката нежна кожа. Затоа е најдобро сепак да се измива неколку пати во денот, значи доколку е пелената само мокра, само со топла вода, а доколку е искакано, значи тоа со нежно сапонче, како што кажав за бебиња, убаво да се измие. После тоа да се остави малку да се исуши и да се премачка со кремче. Значи и храната на мајката која што го дои своето дете може исто да даде пеленски осип. Значи некој например доматот доколку го јаде или некоја полута, покисела храна, знае околу пеленската регија да даде црвенило и осип кај новороденчето. Така, значи мајките треба да внимаваат, особено во првите денови, каква ќе биде нивната исхрана. Овој дел од емисијата ќе биде контактен, ќе ги отвориме телефонските линии. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076-677. Може да се вклучите во програма и да поставите прашање поврзано со денешната тема. Гостинка во студиото ни е доктор Маја Ангелеска, специјалист педијатар. Со неа разговараме за негата на бебето по доаѓањето во домот, тема која што ќе биде опфатена и на работилницата за трудници која што на 16 декември ќе се одржи во Скопје во организација на тимот специјалисти од болницата Санте Плюс. Споменавме дека треба да се измие, да се негува тој дел. Дали е потребно се ставаат специјални креми кои што ќе бидат еден вид бариера помеѓу пелената и нежната кожичка на бебето? Да, пожелно е да се ставаат кремите, емолиенти, помрсни, затоа што бебешката кожа е сува, има еден период на десквамација каде што се лупи, тоа е нормално, меѓутоа добро е да се ставаат креми. Доколку има црвенило, пеленски дерматит, се препорачуваат кремите со цинк, кои што побрзо ја засушуваат, меѓутоа сепак хигиената, како што кажав, е прво и основно нешто. Така, што се однесува до облекувањето на бебето. Дали треба да се внимава и покрај тоа што надвор е студено, бебето да не се претоплува, да не се облекува премногу? Значи, колку што е штетно да не е доволно облечено, толку е штетно и да е претоплено бебето. Многу се почести овие смртност кај новороденчиња кога бебето е претоплено. Значи, тоа треба да е облечено. Најпрактичен совет е како што сме ние облечени, уште едно плюс. Значи, да не му е премногу топло. Новороденчињата не се потат, ние можеме да ги приметиме дека им е претопло по црвенилото на кожата и доколку ги пипнеме на лицето, на стомачето и на табаните, значи ако се премногу топли, значи е претоплено. Периферните делови, дланките и табаните, значи и стапалата се нормално поладни кај новороденчињата, затоа што е послаба циркулацијата во тој предел, меѓутоа треба да не се премногу ладни, тогаш веќе знаке дека му е ладно, а меѓутоа ако се претоплени и тогаш значи дека му е топло. Значи со тој допир ние ќе осетиме.
температура, може и да му измериме температура. Често мајките се вознемирени, ќе речат моето бебе има 37,1 температура, па ќе го расоблечат и ќе се нормализира телесната температура. Секако, да, значи може доколку не се сигурни и да му измерат температура, доколку е 37 со 5 на пример покачена, значи доволно е само да го расоблечат и веднаш ќе се нормализира. Значи често ни доаѓаат кај нас на преглед и ќе ги видиш претоплени, завиткани во 5 ќебинца, па капчиња и сето тоа, меѓутоа како што е, кажав, штетно да не се доволно облечени, толку е штетно и да се претоплени. Знаат и да се вознемирени и да плачат. Така да многу треба да се внимава. И просторијата да не е презагреана исто. Што се однесува до неонаталната жолтица, кои се знаците, симптомите кои што може да ги забележат родителите доколку бебето го однеса дома, па во домашни услови се потенцира оваа состојба? Неонаталната жолтица е физиолошка жолтица, значи покачен е вкупниот билирубин кај новороденчето и знаците се, значи, жолтило на кожата, на склерите, значи бебето станува, зависно од висината на билирубинот колку е покачен, станува помлитаво, поспано, нecica, значи потешко им е на мајките да го разбудат. Тогаш тоа може да се случи уште додека се кај нас во болницата, меѓутоа може и после неколку дена или една недела да се појави. И тогаш се враќаат кај нас, па значи терапијата е да се сонча, фототерапија. Тоа го спроведуваме кај нас во болницата и треба што почесто да се дои, доколку е на доење. Затоа што билирубинот се исфрла со столицата, така да секако е препораката, значи дете кое што е на доење да дои мајката кога сака новороденчето, значи нема правило. Така не е според часовник, туку на барање на бебето. Да, на барање на бебето, кога сака и колку сака. Каде сака. Да, не треба тука да има бариери. И доколку се успее да не е подолг периодот од 3 до 3,5 часа. Значи и ова сето му помага на бебето да ја преброди жолтицата. Дали ова жолтица е заразна? Може да се зарази некој друг член од семејството? Ова е физиолошка нормална жолтица, да. Уште на самиот крај од денешното издание на Нулен Плюс една информација до заинтересираните, оние кои што сака да се вклучат на работилницата, на каков начин треба да се пријават? Оваа работилница за жал веќе е пополнета, значи интересот преголем, да, меѓутоа ќе има, како што кажавме, и други. Има контакт телефони од Санте Плюс болницата каде што може да се јават или на Facebook страницата или Instagram да се пријават и да го потврдат своето учество. Меѓутоа ќе има во најава и други работилници кои што повторно ќе ги одржуваме, а исто така имаше интереси за други градови и како што кажав, веќе ни е спремен караванот и ќе почнеме со посета на градовите низ Македонија и таму да одржуваме работилници. Ќе има награди за оние кои што ќе учествуваат? Ќе има награди, да, само на оваа работилници или тоа ќе биде практики на следните? Па ќе има, да. Значи ќе има мајка која што ќе добие комплетно бесплатно породување на со 50%, сите други останати учесници ќе имаат вредни награди. Така да сите ќе бидат, мислам дека ќе биде една убава работилница, интерактивна, во која што ќе има контакт со докторите и идните родители. Значи, еве, јас лично се радувам, затоа што интересно е да се биде со млади родители, да се споделуваат искуства. Сега е актуелно и овие форуми што си тие меѓусебно си споредуваат, си пишуваат, јас вака, јас така направив, поминав. Меѓутоа, сепак искуството и препораките од специјалистите се незаменливи. Така, на тие форуми понекогаш може да се прочита се и се може, што. Да ги да се потенцира и стравовите кај идната мајка. Се случува, да, често да ги се начин всушност да се смират и да се подготват за сето она што ги чека и за сите фази од бременоста и за породувањето и за негата. Се случува да добијат и погрешни информации во погрешна насока да одат, меѓутоа ние сме тука да им одговориме за се и сите дилеми да ги расчистиме. Доктор Маја, ви благодарам што бевте денеска наша гостинка. Ние ќе ја следиме вашата работа, ќе ги представиме и останатите работилници. Се надевам дека наскоро ќе гостуваат и другите лекари кои што ќе се вклучени во овој проект. Ви посакувам успех. Ви благодарам. И се гледаме повторно. Се гледаме, пријатно. Тука го закружуваме денешното издание на Нулен Плюс. Ова беше се за денеска и воедно за оваа седмица. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.